Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Навистина е демократско право секој од нас да го гледа и да го чита буџетот онака како што самиот и тој сака да го прочита. И овдека од говорницата слушнавме навистина многу различни тези, а буџетот е тој, тоа се бројки кои што означуваат како оваа влада сушност народните пари ќе ги прибира и ќе ги распределува повторно за самите граѓани и добробитта на државата. Предлог буџетот за 2023 година е прв буџет што е усогласен со новиот закон за буџети и истиот е во насока на надминување на предизвиците од глобалната економска и енергетска криза. Тој е развоен и е одговор на последиците од светската економска криза. Со буџетот за 2023 година на дело се продолжува со грижата за граѓаните и за домашната економија. Новиот предлог буџет за 2023 година е основата на нашата визија за стабилна, економски просперитетна и напредна Северна Македонија и на земја членка на Европската Унија. Фокусот на новиот предлог буџет 2023 година се базира на неколку столба. Справување со последиците од кризата и поддршка на најранливите категории граѓани, стабилен економски раст, поддршка и интензивирање на процесот на Европската Унија, европската интеграција на земјата, транспарентност и отчетност. Во исклучително тешки години, исполнети со здравствени, сигурносни и економско-енергетски предизвици, како владеечко мнозинство вложивме огромни напори и успеавме да ја заштитиме македонската економија и животниот стандард, но сега време е да мислиме и на напредок на државата, бидејќи рачунаме дека идната година со овој буџет ќе биде навистина добра и ќе дава посебна надеж во развој на економијата и повисокиот стандард на нашите граѓани. Следната година мора да биде и треба да биде подобра од ова. Следната година е година на надеж, реков, и економска пресвртница. Таа пресвртница започнува токму со овој буџет, со кој што обезбедивме 250 милиони евра за дополнителни мерки за помош на граѓаните. Пари се обезбедени за нов раст на минималната плата и за пензиите. Досега, знаете дека имаме зголемување на минималната плата на 18.000 денари, за во март се предвидува дека таа ќе достигне вредност од 20.000 денари. А за пензиите, во една тековна година зголемени се 10%, а очекуваме во март повторно да имаме усогласување и зголемување за некаде околу 7%. Околу 790 милиони евра се предвидени за капитални проекти, тоа се 52,3% повеќе од предвидените во 2022 година. И тоа за нови улици и патишта, за нови водоводи, за нови градинки и училишта, за нови амбуланти и болници. Тоа дополнително ќе го поттикне генералниот економски раст, кој според проекциите на ЕБОР треба да биде по најцрното сценарио 2,3%, што ќе биде многу подобро од нивото на државите во еврозоната. Во овие 10 месеци ја држевме економијата цврсто, на цврста линија за борбата против кризата, но веќе од следната година, како што најавуваме во овој буџет и најавува и владата, правиме економска офанзива. Правиме општествена промена преку енергетска транзиција, она што беше непоимливо за некои други кои владеја, нови странски директни инвестиции и силна поддршка за граѓаните и домашната економија. Како одговорна власт, продолжуваме со вистинска грижа за граѓаните, со вистинска грижа за македонската економија. Ја менуваме државата на подобро. Во предлог буџетот 2023 година, граѓаните треба да бидат информирани каде ќе се трошат парите за 2023 година. 34,9 милиарди денари за плати, 75 милиарди денари за пензии, 12,5 милиарди денари за социјална помош
1,9 милиарди денари за активни политики и мерки за вработување, 42,1 милиарди денари за здравствена заштита, 26,7 милиарди денари за трансфери кон ЕЛС, 18,9 милиарди денари за капитални инвестиции во МТВ, 1,4 милиарди денари за Министерството за животна средина и просторно планирање. Предлог буџетот 2023 година има огромни заштеди на помалку продуктивните трошења како одговор на кризата во која што живееме. Расходите за помалку продуктивните трошоци се намалени за над 220 милиони денари и тоа. Патните трошоци се намалени за над 80 милиони денари. Ставката за поправки и одржување е намалена за 48 милиони денари. Набавка на нови возила намалена за над 33 милиони денари. Останатите расходи и репрезентации намалени се за над 62 милиони денари. Капиталните инвестиции во наредната година со предложениот буџет се проектирани на ниво од 790 милиони евра. Од нив 250 милиони евра се за патна инфраструктура пред се коридорот 8 и коридорот 10. 40 милиони евра железничка инфраструктура од коридорот 8. 140 милиони евра опрема и машини, 160 милиони евра градежни активности и реконструкција на градежни објекти, 10 милиони евра за софтвери и лиценци, 25 милиони евра за стоковни резерви, 70 милиони евра за справување со енергетската криза и поддршка на сметките за електрична енергија на домаќинствата. 2023 година ќе биде година, како што кажав, на економска пресвртница, на нова надеж. Економскиот пресврт наредната година е реална, остварлива цел, што ја потврдуваат и сите економски показатели. Проекцијата на ЕБОР е дека македонската економија во следната година ќе има раст 2,3, како што кажав, тоа е многу повеќе од проекцијата на ЕБОР за земјите од еврозоната, која изнесува 0,3%. Според проекциите на Народна банка, оваа година ќе ја завршиме со раст од над 2%. Во првите, како што кажав, 10 месеци на вистина се боревме да ја зачуваме економијата, да помогнеме во енергетските проблеми на граѓаните, на фирмите, малите фирми, а она што следува треба да биде тоа што го очекуваат и граѓаните. Повторно грижа за самите граѓани, повторно обезбедување раст на платите, пензиите и нормално поголеми економски инвестиции. Предлог буџетот, сега ќе се задржам на неколку министерства кои што сметам дека се и многу важни, сите министерства се важни за сите стопански гранки, меѓутоа за граѓаните посебно е важно Министерството за труд и социјална политика, кое што за 2023 година во својот вкупен буџет од 858,3 милиони евра има направено една ваква распределба. 499,9 милиони евра трансфери за фондот за ПИО, 202,9 милиони евра за социјални надоместоци, 61 милион и 560 илјади евра трансфери во фондот за здравствено осигурување, 44 милиони 823 илјади евра блок дотации, 15 милиони евра за плати и надоместоци, 11,4 милиони евра за разни трансфери, 8,99 милиони евра за трансфери до невладини организации, 6 милиони евра за трансфери кон Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, 4,9 милиони евра расходи за тековно одржување, 2,37 милиони евра градежни објекти. И како што кажав,
Со предлог буџетот за 2023 година обезбедени се 499,9 милиони евра средства кои ќе се трансферираат до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за исплата на пензии. Во буџетот за 2023 година во однос на буџетот од 2022 година трансферите кон пензискиот фонд се зголемени за 7,3 милиони евра во однос на 2022 година. Затоа мислиме и знаеме дека ќе имаме сигурни и редовни пензии, континуиран раст на пензиите со новата методологија и тоа 50% со трошоците за живот и 50% со просечната плата, усогласување на пензиите 2 пати во годината, септември и март. Исто така, средства за дополнителна финансиска поддршка за пензионерите со примања до 14.000 денари согласно Законот за финансиска поддршка. Со предлог буџетот на Министерството за труд и социјала обезбедени се средства за капитални инвестиции од 2,6 милиони евра, од кои 2,2 милиони евра се наменети за детска заштита, а 417.000 евра социјална заштита. Со изградба и проширување на планираните градинки ќе се зголеми опфатот за околу 500 дечиња. Дополнително преку проектот за подобрување на социјалните услуги се градат и опремуваат уште нови градинки со кои опфатот на деца во предучилишно воспитание ќе се зголеми за уште плюс 450 деца. Овие нови детски градинки значат влез на вкупно 950 деца во предучилишното воспитание. МОН има предвидено развоен буџет од 450 милиони евра во образованието за 2023 година, што значи 8,4% повеќе во однос на тековната година. Над 450 милиони евра се предвидени за финансирање и развој на образованието и науката. Со тоа потврдуваме дека и во услови на економска и енергетска криза, во подем како и се уште активна здравствена криза, образованието е високо позиционирано во агендата на владата и одлучни сме да се посветиме на неговиот развој, наместо на обезбедување само оптимална функција на националниот образовен систем. Средствата се доволни за да продолжат промените за интегрирање на нашето образование во европскиот образовен простор. Ги опфаќаме сите аспекти низ кои и досега делувавме. Образовната инфраструктура, наставни програми, учебници, мотивација на наставници преку раст на платите и континуирана обука, стипендии, субвенции на ученици и студенти, да се заложува што повеќе учењето и поддршка на високообразовните научните установи. Најголем дел од буџетот вообичаено се трансферира до единиците на локалните самоуправи заради функционирање на основните и средните училишта. 313 милиони евра ќе се префрлат на општините од МОН, или тоа е 12,1% повеќе блок дотации. Оваа година, следната година ќе пратиме до општините за разлика од оваа година. Буџетот за плати во образованието изнесува 68 милиони евра. Тоа е за 9,2% повеќе или 6 милиони евра поголем во споредба со 2022 година. Тоа значи дека платите по повеќе основи усогласувања со минималната плата всушност се зголемија за 16%, меѓутоа се предвидува и зголемување на платите по основ на примена на колективните договори во основното и средното образование. Затоа што преговорите на МОН со СОНК навистина многу значат. Инвестициите во образовната инфраструктура ќе продолжат со зголемен интензитет. За 2023 година се предвидени 18,3 милиони евра, што е за 8,9% повеќе средства од годинава. Само да кажам дека предвидени се средства за потребите на Универзитетот Мајка Тереза, изградба на објект, ќе продолжи изградбата на Финки и Факултетот за физичка култура во Скопје. Ќе се гради нов објект во Кумановската гимназија Сами Фрашери, ќе започнат активности за целосна реконструкција на 9 државни студентски домови и во рок од 30 месеци треба да станат современи и енергетско ефикасни.
Во меѓувреме, продолжуваме со изградба и реконструкција на училиштата. Веќе најавивме дека ќе започне реконструкција на уште 118 училишни објекти, каде фокусот е ставен на изградба на тоалети за учениците со посебни потреби и поставување на пристапни рампи. Меѓутоа и други реконструкции кои што се како проекти кои што ги имаме зацртани, кои што беа објавени, на кои што сите училишта имаа право да конкурираат со своји проекти. Ги имам списокот на сите тие училишта кои што влегле во потесен избор заради тоа што имале комплетна документација. Продолжува и реализацијата на проектот за изградба 145 училишни спортски сали, преку кој ќе започне изградбата само за оваа година на 10 нови спортски објекти. Студентскиот оброк ние го донесовме. Ние ќе продолжиме со негова имплементација, ние ќе го усовршиме и заедно во преговори со студентите ќе го доведеме во оние рамки во кои што треба и самите тие го бараа. Знаете дека во овој буџет, во расправата амандманска беа усвоени 12 амандмани. Еден од амандманите изнесува 370 милиони денари и се однесува на овозможување на непречено исплаќање на субвенциониран студентски оброк, меѓутоа и изравнување на вредноста на студентските стипендии на старите корисници за стипендии со оние што сега изнесуваат 6050 денари. Знаете дека на Министерството до 5.12.2022 година на интернет страната имаше конкурс за доделување на студентски стипендии за академската 2022-2023. Предвидено е да бидат дадени вкупно 3000 стипендии, а годинава се воведени 3 нови категории, кои се резултат на информациите за недостиг на кадар по одредени области. За прв пат ќе се доделат 30 стипендии за студенти кои се запишани на студентските програми од областа на земјоделските, ветеринарските и шумарските науки. Новина и се 15 стипендии за додипломски студии за преведување и толкување на од македонски на албански јазик и обратно, и преведување и толкување од албански на македонски и обратно. Исто така, 15 стипендии се предвидени за прв пат и за студентите запишани на додипломски студии по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија. Вкупно 1470 стипендии се наменети за редовни студенти од социјалните категории, за студенти од научното подрачје на технолошко-техничките науки, биотехничките, општествените и хуманистичките науки се предвидени 770 стипендии, додека 85 стипендии се обезбедени за студенти запишани на студентските програми по информатика. За студентите запишани на студентските програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенска книжевност се предвидени 15 стипендии. Предвидени се 500 стипендии за студенти запишани на студиските програми од научните подрачја на природно-математичките, техничките, технолошките, кои постигнале најмалку од првата до тековното запишана студиска година, постигнале најмалку 8 просечен успех. 30 стипендии ќе се доделат на студенти запишани на програми по хемија, 20 по физика, 20 на студентските програми по математика. Предвидени се и 30 стипендии за студенти кои се запишани од првата година на студиските програми на високообразовните установи за образование, на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование. Како што гледате, она што е навистина обврска, меѓутоа и надоградена и проширена во однос на студентскиот стандард, МОН и ние, како владеачко мнозинство, ќе го реализираме и имаме обезбедено средства. Тие средства ќе бидат строго наменски и нормално ќе значат многу. Не само за поттикнување на студентите за учење, туку и давање елан на сите други идни дека државата се грижи за нив. Ви благодарам што ме сослушавте, имам уште многу да кажувам, меѓутоа се осврнав на овие две министерства, сметам дека се многу важни да се потенцираат како ги распределиле средствата. Благодарам.
Реплика Лидија Петковска, повелете.